Почитуван господине Бајрами, пред вас како политичка партија и како политичари имате една сериозна задача, а тоа да покажете дека во моментов БЕС е единствената опозициона политичка партија во албанскиот електорат. Со последниве преструктурирања на политичката сцена стана јасно дека во Македонија албанската опозиција, барем овие кои што сега поминуваат од опозиција во власт, цело време биле платена опозиција. Односно, кога треба нешто да изреагираат, одат на наплата кај милиардерот од Зајас и кај тајкунот од Чаир. Алијанса за албанците слободно може во овој момент да се прекрсти партијата, да стане Алијанса за Артан. Заради тоа што ова што јас го кажувам сега, го кажа подпредседател на ДУИ вчера во средба со незадоволни членови на ДУИ во Сарај. Она што е исклучиво важно е дека тој што ни во ДУИ не го сакаат, оној кој што своето собствено лично богатство го помножи по 100 од моментот кога е активен на политичката македонска сцена, фатен во до гуша во криминал, цело време се заканува со меѓуетнички тензии и успева да лаже. Кога ќе пирамидата свртена кон други, тогаш што е тој што се заканува? А кога е пирамидата свртена кон него и кога граѓаните и честните, достоинствени албанци бараат одговор зошто тие 20 години се со истите проблеми кога го гледаат овој 127 квадрати дуќан во Скопје, како станува еден од најбогатите луѓе во држава, кога ги бараат одговорите, тогаш тие се закануваат, односно зборуваат дека некој им се заканувал со војна. Оние кои што се 20 години заштитени како бели мечки, тие и нивните семејства, оние кои што сметаат дека во оваа држава све можат, дека имаат дозвола за убивање, дека можат да направат што сакаат и никој да не ги повика на одговорност. Господине Бајрами, и последниве избори докажаа дека во албанскиот електорат има многу сериозно антидуи политичко расположение. Прво опозиционе би рекол. Во моментов вие како единствена партија која што автохтоно делува од опозиција, треба да ја примите пораката од граѓаните од Тетово, дека граѓаните сакаат да гласаат против ДУИ и дека можеби во вас во моментов гледаат одредена, би кажал, можност да ги канализираат тие гласови против овие бандити и криминалци. Вие треба да издржите тоа кој што сте го дале како збор пред граѓаните да си останете на истото и веќе дојдено е време во 2020, еве би рекол и третата на крај, да ги испратиме овие во историјата. Тоа успеавме да го направиме со Заев, тоа успеавме да направиме со сите оние кои што се смеа и не веруваа, а еве нека остане за јавноста, јас ве уверувам дека доколку застанете на правилната страна, ние заедно ќе го бутнеме ДУИ и ќе ги испратиме во пензија криминалците од политиката.